Почитувана градоначалничке, председатели, членови на Советот. Во овој мандат нам ни е многу битно и како ние ги следиме работите и како нашата политичка интуиција ги согледува овие работи, е покрај целата политичка несигурност која се има втурната врз нас како градска власт и севкупната ситуација во државата, ние сепак мислиме дека во овој мандат може да се искористат политичките прилики да се постават некои преседани во поглед на социјалните прашања. Едно од такви социјални прашања кои денеска ги дискутираме се јавниот превоз, кој за нас како левица и како советници на левица е од императивно значење и мислиме дека во овој поглед градските власти ќе добијат нашата соработка се додека нели таа се однесува на конструктивни работи кои ќе постават понатаму преседан. Одлуките кои се нудат во поглед на ЈСП ние ги следиме, нивната оправданост ја разгледуваме и нашата поддршка не ја даваме слепо. Нашата поддршка не е безусловна, таа може и да прекине кога нема да биде конструктивна, но јас мислам дека во овој момент правиме голем исчекор напред како градска власт и како нели градски совет. Во најпроста форма, зголемувањето на капацитетите на ЈСП е позитивна работа, затоа што за разлика од било која друга метропола, и сакам ова да го потенцирам многу јасно, дека ни една друга метропола нема приватен превоз. Овде тоа се има случајно заради лукративни причини, затоа што во 90-тите навака има тренд на онеспособување на јавните капацитети, за да настапат нели приватни давачи на услуги и квалитетот на тие услуги паѓа нормално и доаѓаме до овие ситуации во кои доаѓаме. Јас мислам дека ова треба да се поздрави затоа што сме во насока да ставиме крај на либертаријанскиот пекол на приватното дивење на капиталот на штета на граѓаните, а од друга страна екоавтобусите се, јас мислам дека одговор во духот на нашето време, се однесуваат не само за социјални проблеми, туку се однесуваат и за загадувањето на метрополата. И многу е убаво што на оваа седница носиме една ваква одлука за екоавтобуси, од друга страна и иницијативата на левица за поставување на мерна станица кај најголемиот утврден загадувач во котлината Усје. Така да јас го поздравувам ова дека оваа 23-та седница на овој состав на мандатот носи вака битни еколошки одлуки. Многу посуштински од било кој мандат претходно, кој ги замајувал граѓаните, иако има континуитет помеѓу мандатите, цело време се префрлувала одговорноста. Јас сега гледам дека одговорноста се презема и се решава, а не се префрлува како било, како ќе биде, туку еве денес решавам. И затоа треба да го поддржиме ова. Би се надоврзал на колегата Шутаров за оправданоста на оваа одлука. Убаво е што се слагаме дека нели има социјална оправданост. Јас би ве надоврзал дека постои огромна фрагментација, тоест и постои огромна централизација на економските активности во градот Скопје. Значи генерално се концентрирани на централното градско подрачје. Еден огромен дел од граѓаните немаат превозно средство. Значи ова не се однесува само за средношколци, за студенти или што и таму и да е, ова се однесува на еден огромен дел од нашето граѓанство. И овие, значи, социјалниот карактер е неоспорлив. Сега економската оправданост, тука мене ме разочара малку, затоа што вие како представник на Социјалдемократска партија, убаво е што го видовте социјалниот елемент, но не е убаво што економската оправданост ви доаѓа како нешто што е побитно. Иако економската оправданост, јас мислам дека за ваква одлука не треба да се коментира точно во период кога владата на СДС и општините на ВМРО ДПМН ги задолжуваат граѓаните и ги втурнуваат во должничко робство. И овој тренд се гледа во структурата на нашиот буџет и на републичко ниво и во локалната власт. Затоа мислам дека просто зошто треба да го поддржиме ова, затоа што има многу димензии. Има еколошка димензија, има социјална димензија. Става крај нели на трендот на расчеречување на јавните капацитети, баш одиме во друга насока. И за крај на себе ова би сакал само да потенцирам. Ве молам да не се правиме луди при здрав разум, ве молам да не политизираме. Значи сите знаеме за што се однесува. Вие можеби не се возите
вози со автобусите на ЈСП, ве молам да ги подобриме капацитетите на јавниот градски превоз. Толку. Ви благодарам.